Почитувани мој, добар ден. Повторно сте со црвена линија, што значи повторно шанса да бидете активни и вклучени во новата дискусија која што ја подготвивме денес за вас. Денес ќе зборуваме за македонски железници транспорт, кој што за жал се први на листата должници што изготвува Министерството за финансии. Од 1 мај пак 2022 година воведен е и бесплатен железнички превоз и тоа за многу категории на граѓани. Млади до 27 години, студенти, средношколци, пензионери. Она што ме прашува денес црвена линија. Факта дека во викендите возовите се преполни, нема место ни за стоење. Сега прашуваме каква е безбедноста за патниците. Меѓу другото ќе ве прашаме и дали и кога последен пат сте се возеле со воз како превозно средство. Меѓу другото црвена линија има и две прашања. Покрај тоа што е кога последен пат сте се качиле на воз, дали имате желба да патувате со воз и сметате ли дека можеби повеќе транспортот и патувањата треба повторно да бидат повеќе со возови, ве прашуваме дали треба и да се продолжи со изградбата на пругата кон Бугарија. Многу предизвици врзани токму за македонски железници и се разбира возот како превозно средство. 023076677 е телефонскиот број на кој што денес ќе зборуваме за тоа дали може би треба да се подобри железничката инфраструктура, колку и како и дали би сакале да патувате со воз и се разбира ќе зборуваме за безбедноста на железничкиот сообраќај во Македонија. А ако не заследите на Facebook, прво тоа ќе напоменам, се разбира црвена линија нашиот профил, таму објавуваме темата, слободно коментирајте, шернувајте и лајкнувајте. Истото можете да го направите и на профилот на телевизија Телма, каде што црвена линија ги објавува своите теми. А за оние кои што не следат на Инстаграм и оние кои што се уште не го направиле тоа, време е да го направите и да ни дадете одговор на анкетното прашање. Дали македонски железници транспортот се стреми да го сврти кон Индија или Јапонија? Ако знаете како изгледа железничкиот превоз во Индија, тогаш ќе заокружите со Индија, ќе кликнете на Индија, а ако сакате можеби да имаме тенденции како железничкиот превоз во Јапонија, тогаш одговорот ќе биде Јапонија. Каков и да биде одговорот, веднаш порекламујте во ова денешно издание на Црвена линија, како впрочем и секогаш ќе ги објавиме резултатите од Инстаграм анкетата. А сега е време да им се посветиме на гледачите. Добар ден! Да, добар ден! Секој добро, вие сте во Црвена линија. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Ајде да ми откриете колку можеби во минатото повеќе сте се возеле со воз, кога последен пат сте се возеле со воз во нашата земја и дали би сакале да бидете патник во еден македонски воз? Искрено да ви кажам, со возот јас сум од Битолскиот крај и стално си одам со возот за Битола, никош не користам автобуси, затоа што најсигурен е возот за патување на поготово подалечни краеви, каде што возовите сепак се едно што се комотни и добро се снабдени со и вентилација, и топлење, и ладење и така натаму, така да секогаш јас настојувам да има што во возовите помалце луѓе, затоа што треба ова што го направија сега за празниците, треба да се укини поткитно. Секој да си вади повратна карта и да си допринесува за во железницата. Затоа железницата не е во пропаст. Не, без пари, ве молам. Тоа без пари нека оди некој друг. Затоа треба пругите да се градат и за Бугарија да се гради, и за Грција да се пушти пругата на ова што е и секогаш да се одржава, затоа што тие пруги мора да се одржаваат за да може нормално да функционира патничкиот воз да се движи. Ви благодарам многу. И јас ви благодарам што се вклучивте први во Црвена линија и откривте за вашето искуство патување со воз во Македонија. Ги охрабрувам сите оние кои што возниот превоз го користат редовно и да ни откријат какво искуство имаат и дали сметаат дека можеби македонски железници транспортот се стреми да бидеме повеќе кон Индија или можеби повеќе кон модерна Јапонија. Добар ден за новиот гледач. Добар ден. Секој добро и вие сте во Црвена линија. Здраво, Телма. Дали се возите со воз? Кога последен пат сте биле Последен патник во пат воз? сум бил пред 20 години и од тогаш се нема возено. Зошто?
прво и основно што железничка станица Скопје не личи на железничка станица. Тоа е дуло на ѓубре тамо, не можам да опишам. Као прво, као второ, најубав превоз е железничкиот сообраќај. Комоција има, сите услови за еден патник кој би одел, па би посакал на подолга релација. Меѓутоа, тоа го запостави дали институциите, државата не вложуваше во тоа, во тој превоз. Еве, дали сметате дека треба да се продолжи со изградбата на пругата кон Бугарија? Па би требало да се продолжи и тоа во најбрз рок. И повеќе да се инвестира во железничкиот сообраќај, пругите се дотрајани, превозот е многу спор, а би рекол и малку тие кондуктори што сообраќаат по возовите да не ги крадат патниците по 20, по 50 дена. Внимавајте, ќе подсетам на тајмерот, 90 секунди е за секој гледач кој што ќе се вклучи во црвена линија. Секако големо благодарам еве што споделивте ваше искуство. Имавме гледач кој што редовно користи македонски железници, односно патува со воз, и гледач кој што тоа не го направил повеќе од 20 години. Какви искуства и колку еве патувате со воз, колку сакате да патувате со воз, ќе откриеме во текот на ова денешно издание. Одиме со следен гледач, верувам дека го имаме на линија. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Јас сум Ристо Петрушевски од Велес. И сум работен, јас сум пензионер, бев работен во железара. Намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка. И сега сум пензионер. И сега со возот патувам 40 години, не 20, него 40. Така да подобар превоз немало. Велес е град индустријски кој што забра индустријата и целиот велешки работен човек работи во Скопје. Така имаме ние 3 воза за Скопје, локал, битолски, ѓевѓелиски и сите се полни. Сега, без возот нема ништо. Тоа е најефтини транспорт. А ја се залагам линијата исток, запад да се продолжи, да биде, не значи кон Бугарија. Ние со бугарите не многу сме на ратна нога, не на ратна, него на психолошка војна со нив. Али коридорот исток, запад, да одиме ние, од Велес да одам во Охрид, да пругата до Чапаца, Благодарам многу, ќе ве подсетам, можеби и прв пат се вклучувате во црвена линија, само внимавајте на тајмерот и ќе ве подсетам сите, повторуваме, ама така мора, да се намали тонот на ТВ приемникот и да се зборува во црвена линија со мене само преку слушалка. Драго ми е дека има гледачи за ново искуство и еве околу безбедноста на патување со воз и македонската железница. Ќе ни открие новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро што сте дел од црвена линија. Па Иве, кога последен пат сте се возеле со воз? Па сигурно има едно 30 години. И никогаш повеќе? Повторно? Па никогаш повеќе, затоа што во последно време почнаа патници да нема голем број. Иначе од Гостивар сум. Така? И не осеќам некоја безбедност, да ви кажам, било каква. Него ме интересира зашто не поставувате, еве, да речеме, од Скопје до Кичево, каква е пругата. Кичево не работи година дена веќе. Зошто? Па да се продолжи до... Локомотивата. До Охрид, да речеме, тоа да се отвори некоја емисија. Забележано е. Тоа би било добро и за скопјани, и за тетовчани, и гостиварчани, поевтино, предпоставувам.
Еве, што најмногу би посакале кога станува збор за превозот со воз? Бидејќи сте се возеле некогаш 70-80 години, патувањето со воз беше секојдневно. Скопје, Гостивар, не може да се види нешто добро. Што се однесува до самите возови и внатрешниот интериер. Може би сакал да е нешто добро, како што гледам во други европски земји. Да личи на нешто. Бар нешто да видиме близко до тоа. Благодарам многу, драго ни е што се вклучивте и вие во црвена линија. Ќе потсетиме дека Македонски железници транспорт се први на листата должници за жал што изготвува Министерството за финансии. Може да се каже дека влегуваат и во категорија на загубари, а интересен е и фактот дека од 1 мај, за да се стимулира превозот со воз, оваа година беше воведен и бесплатен превоз, и тоа за навистина голем број категории на граѓани, како што се млади до 27 години, студенти, средношколци, пензионери. Па ајде да видиме кој користи Македонски железници воз како превоз во своето секојдневие. Добар ден. Браво. Секој добро, вие сте во црвена линија. Ајде, ќе почнем да зборам. Значи, спомна нешто за Кичево. Па за Кичево, ете, Кирчо го има таму паркирано у Кичево. Може да го пуштат директно из Охрид да му ја оправи. Значи, спремноста на железниците е толку квалитетна што ни Кирчо више не може да тркала, не па да тркала нешто поголемо. Толку ударање в гради, ќе донесеме вакви, ги донесуват тие кинезите таму 4 дизели и 2 електрични, збора моторни гарнитури, само 2 или 3 им се обраќаат од 6, што ги донесува. Имаат и некои кинески електрични локомотиви кои душата им се вади и се обраќаат како луди, значи навака. Вие кога последен пат сте се возеле со воз, себе да прашам? Ја до лани го возев возот. До лани. Значи, не само да сум се возел, него го возев, а сега више не ме ни занима. Значи, машиновозач. Да. Како е да се возат македонските возови? Мало? Како е да се возат тогаш македонските возови? Тука е, види вака, барем у поглед на безбедност, најбезбедни пруги имаме. Најискрено ви кажувам. Пругите се во просек 20-30 км на час, инфраструктура јака е, значи. Много добро ги одржава пругите, еве сега дури планираат и пруга према Бугарија да лапнат таму тендер од 600 милиони евра. Нити пруга ќе видите, нити врагови. Поздрав, пријатно. Благодарам многу. Во меѓувреме ќе ве потсетиме и охрабриме, верувам дека има категорија на граѓани кои што еве се уште го користат бесплатен железничкиот превоз или можеби допатуваат до својата посакувана дестинација токму со воз. Какво е вашето искуство? Како изгледа еве во оваа година да се возиш со воз? Да ги охрабриме оние кои што можеби, како што кажа, дури по 20 и 30 години немаат стапнато во воз. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ало? Секој добро, вие сте во црвена линија. Да? Дали сте корисник на воз? Дали патувате со воз во Македонија? На времето бев корисник, моментално линијата не работи, Кочани, Скопје. Така. Кога последен пат се возевте со воз? Кога имаше воз пред 3-4 години, пред короната и тука некаде. Така. И сега што ќе кажете во однос на безбедноста, еве? Инаку многу убава работа е возот, појдеш од Кочани или јас сум од Чишиново, Така? или станица Соколарци, и си одеш до Скопје, завршиш работа и си дојдеш навечер, значи нема многу трошкове, идеш дека требеш од требе и си дојдеш. Нормално, ни такси, ни автобус, ни ова, ни она, макар да автобусот и такси се малку побрзи. Значи ни требаат побрзи конекции. Верувате ли дека ќе стремиме да бидеме она што наликува железничкиот транспорт во Јапонија или пак кон Индија? Не, нема. Ние немаме, мала држава сме, немаме финансии за тие возови, за тие
инвестиции. Треба повише народ, треба да се остава пари за тоа. Така, благодарам многу еве што го споделивте вашето искуство. Досега од кога почнавме со црвена линија, имаме гледачи кои што навистина предолг период не се возеле со воз, но и такви кои што доскоро го користеле возот како превозно средство. Искуствата ни се важни, затоа ве охрабруваме 023076677 ни носи и нов гледач. Добар ден. Се надевам дека се слушаме. Добар ден од црвена линија. Имаме чувство дека има некој на линија, се надеваме дека добро се слушаме и дека е намален тонот на ТВ приемникот. Зборуваме преку слушалка. Добар ден. Добро, јас во меѓувреме знаете како секогаш одиме и онаму каде што најмногу се води дискусија, па кога веќе зборуваме за возовите во Македонија, македонски железници и таквиот начин на транспорт, еве Твитер што издвоивме од Твитер заедницата. МН вели, ама што има врска железнички транспорт со железничка инфраструктура? Сектора Пашана вели транспортот се машиновозачи и кондуктери, а инфраструктура се мајстори за санација на пругите и поправка на возовите. Не случајно го издвоивме ова за да направиме еден вид објаснување преку оваа Твитер кореспонденција, всушност што се подразбира под инфраструктура железничка и секако транспорт. Добар ден. Добар ден. Добро одеше до сега. Верувам дека добра линија и конекција имаме со новиот гледач. Ке подсетам, намален ли е тонот на ТВ приемникот? Зборуваме преку слушалка. Добар ден. Да. Добар ден. Добре ни дојдовте во црвена линија. Ви благодарам. Јас сакам да кажам дека секој викенд се возам со возот. Одлично. Какво е вашето искуство, еве? И многу е, значи не сум воопшто задоволна, затоа што има многу патници, а нема само 3 вагони се пуштени, 3 композиции. Јас плюс сум оперирана сега бргу и со штака сум. И секогаш приоритетните седишта се зафатени, младите седат, старите стојат, значи нема место за повозрастните луѓе, а камо ли па за овакви со приоритет луѓе како мене. Значи и многу гужва, секогаш се стои, се е пренатрипано, нема каде да се влезе унатре, значи секој викенд истото па истото. Кажете ми која конекција ја поминувате со воз? Ја не воз? сум задоволна воопшто. Патувате од кое место до кое место? Од Велес до Теово, село Теово. Так. Добро, Иве, според вас што треба да се направи најнапред? Дали сте задоволни од конекциите, од брзината, пругите? Треба да се приклучат повеќе композиции, пошто секогаш има многу патници, да има каде да се седне, барем за луѓе што имаат потреба од седење и тоа да го спроведат кондуктерите. Значи, кога ќе видат таков човек или постар човек, треба да приоритетните седишта да се ослободат. Така, благодарам многу, Еве, што ви бевме приоритети и се вклучивте во црвена линија, го споделивте вашето искуство. Слушаме за преполни вагони, место нема да се седне во меѓувреме, ете ги охрабруваме сите оние барем кои што редовно користат воз како превозно средство да го споделите вашето искуство и нешто што можеби еве јавноста не знае. Ке се навратиме повторно на Твитер. Ке прочитам твит од брата од Велушино кој што вели: јас до македонски железници. Само да прашам кога има воз и кој денови. Македонски железници. Да. Ете, шегубени се твитерджиите, но секако ние ќе бидеме сериозни и ќе сакаме да слушнеме што мислите вие во околу безбедноста на патувањето со воз во нашата земја, конекциите, композициите, вагоните и така натаму. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Да. Добар ден, вие сте во црвена линија. Да. Ве слушам, во црвена линија сте. Добар ден. Прво да можам да зборувам? Да, продолжете слободно.
да ви кажам дека техникава, како што крена напред со возила, луѓето заборавија на возот. Забравија возот. А возот е фантазија. Зошто е тоа така? Што мислите? Како? Зошто е според вас тоа така? Затоа што купуваат луѓето коли и се возеа со коли. Не идеа со воз. И тоа е голем проблем. Затоа што со еден воз ќе се возат 100 души, а у една кола ќе се возат тројца или двајца. Дали сметате дека се доволно модерни возовите и можат да бидат привлечни еве и за младите кои што сакаат нели да стигнат до својата цел, а еве можеби и не возат автомобил? Што е тоа што недостасува? Пред некоја година кога ВМРО беше купио неколку возови извонредни. Значи да се возиш и да уживаш. И сега немаме релација кај да се возиме. Значи релацијата ни е само Македонија. Так, благодарам што еве искористивте можноста и се јавивте во црвена линија. Ќе потсетам 90 секунди време трењето и ве охрабрувам и ако се чувствувате дека имате уште нешто да дополните, слободно завртете го повторно телефонскиот број во текот на ова издание. Добар ден за новиот гледач. Верувам дека се слушаме. Црвена линија, добар ден. Вие сте во црвена линија, добар ден. Што да кажам? Дали еве сте се возеле во скоро време со воз? Во скоро време со воз се немам возено, за жал, така се... Ја и скоро не сум бил в Скопје, и така на друго место се со автомобил или автобус. Жалам што се во оваква состојба нашите македонски железници. Живнеа, и то многу живнеа, дори беше Груевски премиер и ВМРО на власт, се купија нови локомотиви, се купија нови транспортни, теретни, нели, за теретни возови, вагони, се купија нови 6 композиции возови, кои се квалитетни, пошто во Кина тие такви возови се возат, а Кина е над милиарда народ, на овие СДС на власт се уништуваат, па така се што беше ново, авиони, канадери, нови автобуси, нови возови се уништуваат, не баре са талибанци, душмани најголеми на Македонија и на сите нас, душмани најголеми на сите нас. Па така се што е ново набавено од ВМРО и Груевски, купено со наши пари, СДС го уништуваат. А кажете ми, дали треба да се продолжи со изградбата на пругата кон Бугарија? Мислам дека овие само му е цел да крадат, да уништуваат, а ништо нема да изградат. Не ги бива за... Немаат срце за Македонија. Тие мразат Македонија. Овие од СДС. Зато ја предаваат, ја крадат, ја уништуваат, обезличуваат. А фактички, штом така прават зло на сите нас, зло и на тие што гласале за нив. Благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Повторно ќе се префрлиме малку кај твитерџиите. Во меѓувреме се разбира, очекуваме да ни се јавите, да ни откриете кога последен пат сте се возеле со воз. Можеби тоа го правите редовно, можеби за викенди. И што е тоа што би го кажале во однос на тоа кога зборуваме за безбедност на македонски железници. И што на што посакувате? Бидејќи видовме гледачи кој се возел со воз, некогаш знае дека таквиот превоз може да биде магичен и навистина е доживување да се патува со воз. Но никако како тоа да недостасува во Македонија. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден, ако сум на линија. На линија сте и тоа на црвена линија. Користите ли... Благодарам. Па вака, ја прво да кажам дека не сум се возел одамна. Колку е тоа одамна? Не да не сум сакал, не сум имал можности да се возам и така, затоа и не сум се возил. Меѓутоа, нашите железници се за жалење, нашата инфраструктура на железницата од пруга па до возовите, значи е во многу лоша состојба, сепак негдека се возат со возовите, ама имаат комфор, имаат услуга, имаат све што им треба во тој воз,
значи дури и билијардо да играат ако сакаат. Меѓутоа нашите возови се за жалење и затоа и не им се малку посетени да нешто од нешто државата спаси, дадоа бесплатни за студенти, за средношколци, за пензионери и слично, само да не одат празни возовите и тоа е тоа. Меѓутоа сум за тоа да се догради, не да се пругата према Бугарија, сепак колку ќе биде искористена, мислам дека не многу, но сепак ќе имаме една одишка, ако има некој те затвори од една одишна друга страна, можеш да комуницираш, што се вика, и сум за тоа. А иначе да бараме нешто за ново, многу е тешко, многу се скапи тие набавки, но сепак не сум против железницава да замре. Сепак железницата е еден символ на една држава, една убавина и треба да се вложува средства во железницата. Ако се вложува, тоа ќе има поголема посетеност, ќе има, значи, Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Ќе потсетам на Инстаграм заследете не веднаш ако не сте го направиле. Тоа добро е, бидејќи ќе може да не следите, објавите на нашите теми, а доколку кликнете и на Инстаграм стори на Црвена линија, ќе можете да ни дадете одговор на денешното анкетно прашање, кое гласи вака: дали македонски железници транспорт се стреми кон Индија, едната опција, а втората кон Јапонија. Ајде да видиме што ќе ни открие новиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Зборувајте преку слушалка, подобро ќе се слушнеме. Добар ден. Се јавувам од Тетово. Голем поздрав до тетовчани. Да. Мене ме интересира зашто е прекината линија Тетово-Скопје до Кичево. Нема воз туека. Добре го поставивте јавно прашањето. А еве, дали редовно користите воз како превоз? Абе, добро користим, али тоа многу... Какво е вашето искуство, еве? Дали сметате дека се безбедни возовите? Дали нешто недостасува? Да, безбедно е. Скопје, Тетово до Кичево безбедно е. Никош не се десило некоја несреќа. Брзо стигнувате, има ли место каде да се седне, бидејќи една од гледачките рече дека навистина понекогаш се преполни вагоните и нема место? Не. Скоро пола ваќе никош не се полни возот од Скопје према Тетово до Кичево. Ама за сега нема линија, нема воз, никош не пуштиле возот. Така. Што им недостига, може би, вие како патник кои што постојано патувате со воз, какви железници сакате да има оваа земја? Брзи конекции. Точно, само скоро има година дена како не функционише линијата. Така. Имате уште 10 секунди, еве. Дали сметате дека се стремиме да идеме кон железници во Индија или Јапонија? Не можем тоа да коментирам. Нема да коментирате, но драго ни е дека коментиравте во Црвена линија и ета имаме гледачи кои што навистина редовно користат воз како превоз и што е најважно, еве дознаваме дека има линии кои што се дисконектирани, односно повеќе не се во функција и дури повеќе од година дена. Ке подсетам дека и на Facebook ја објавуваме нашата тема, секојдневно, така објавена и денешната тема, па го имаме и првиот коментар. Ке поберам од режија и да го покажеме. Продолжете секако да коментирате, да шернувате и лајкнувате. Анета Накевска вели: јас сум од Скопје и немав потреба да патувам со воз. Но сега во саботата се возев со воз до Велес за да споделам искуство на мојата 7-годишна керка. Презадоволна сум од се. Картите се ефтини и не треба да има ослободување од плаќање, бидејќи сите треба да учествуваме во инвестирање на овој транспорт. Продолжете да коментирате. Благодарам и на Анета еве што го напиша својот коментар на Facebook, на профилот Црвена линија, а да видиме на 023076677. До сега навистина имавме гледачи кои што споделија различни искуства. Некои целосно имаат и заборавено на возот како превозно средство, не патувале со него можеби повеќе од 20, па дури и 30 години имавме гледач. Исто така имаме гледачи кои што
и посакуваат се уште да се возат со воз. Иако еве како и Јанета сметаа дека можеби треба да се укине да биде бесплатно за било кого, бидејќи навистина спаѓа во категорија на ефтин превоз. Добар ден. Добар ден од Црвена линија. Добар ден, дали се слушаме? Вие сте во Црвена линија. Да, ето има некакво подскетање на линијата. Верувам дека сте запознаени. Ако се јавувате прв пат, па знам дека и повеќе од 10 пати повторуваме во едно издание на Црвена линија, да се намали тонот на ТВ приемникот. Така полесно ќе се слушнеме и ќе зборувате преку слушалка. Ќе се обидам уште еднаш. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Јас сум во Црвена линија, ајде. Така, патувате ли со воз? Еве сад ќе зборувам преку слушалка. Така, патувате ли со воз? Ја патувам со воз, секој ден. Така, какво е вашето искуство, еве? Што ќе кажете? Моето искуство е многу убаво. Со воз да патуваш е многу убаво. Ама македонски железници транспорт и македонски железници инфраструктура не ве слушам. Ние ве слушаме, продолжете се слободно. Македонски железници транспорт и македонски железници инфраструктура порано во Југославија беа заедно, сега се поделени и 300 коменди се прават. Тие македонски железници транспорт немаат ништо, а се прават газни на македонска железници. А македонски железници се од државата. И државата купи 3-4 воза, сега немаат ни возови, немаат ништо. Возовите се преполни со луѓе и тоа е натре нечисто, ништо, тоа е не знам како да речем. Ова државата стварно срамота е што го прави. Луѓето плаќаат карти, а немаат каде да седнат во возот. Ја не знам како да речам, значи стварно убаво е све со возот да се патува, ама возот е тотално нефункционален. Нефункционален. Благодарам многу што еве споделивте ваше искуство, бидејќи сте редовен корисник, колку што забележав на транспорт со воз. Добар ден. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Добар ден, секој добро од Црвена линија. Ало, добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Повелете. Авто Гиновски на телефон. Така, голем поздрав до вас. Патувате ли со воз? Моето чекање сега се... Да. Моето чекање се исплатеше. И одлична ви е темата, да не го губиме времето. Само ќе го дадам моето мислење за возовите. Додека, пошто се преполни тие, стварно е преполно, сум се возил повеќе пати и мислам дека не треба така да биде, од причина зашто во возот не треба да се стои. Значи, стоењето во возот е ризична работа. Што доколку се случат несреќи, не дај Боже што беа како што беа во Бугарија со автобусите или нешто друго, али преполното, ако е преполнет вагонот, возот, како да го наречам, што би било кога ќе се случи такво нешто? Значи, не треба. Дали се води евиденција или има ли некој што води контрола на меѓу станиците? Дали е препол или не е препол? Тука е проблем. Така да не биде како да спатувате со товарен воз. Недоволно, предоволно. Значи, мањак е на возови. Така. Благодарам многу, цениме тоа што еве се вклучивте во Црвена линија. Тоа е оно и што се бара, продолжете да ја гледате. Одиме со реклами, а потоа и со резултатите од денешната анкета.
Време за резултати од Инстаграм анкетата. Тоа не значи дека не треба да не следите. Направете го тоа во текот на овој ден. А оние кои што не следат и дадоа одговор на нашето денешно анкетно прашање дали македонски железници транспорт се стреми кон Индија или кон Јапонија. Со одговор Индија одговорија 100%. За Јапонија со 0%. Тоа се резултатите од денешната анкета. Благодарам на сите вас што не гледавте, не следевте, особено на оние кои што се вклучија во оваа денешна дискусија на Црвена линија. Утре сме повторно заедно во истиот термин. Ве препуштам на програмата на Тилма телевизија, а јас и вие повторно утре заедно со нова тема. Довидување.